Во Турција се одбележува годишнината од земјотресот со сила од 7,4 степени што го погоди Измит, околу 100 километри источно од Истанбул. Тогаш загинаа најмалку 17.400 луѓе, вклучително и 1000 во големиот турски економски и туристички центар. Прашањето на сеизмолозите не е дали друг земјотрес ќе го погоди Истанбул, кој лежи покрај несигурната тектонска плоча Северна Анадолија. Единственото прашање е кога. Шукру Ерсој, професор на Техничкиот универзитет Йилдиз и експерт за земјотреси, проценува дека тоа може да се случи во следната деценија. Mutlaka büyük bir deprem olacak ve beklediğimiz en kötü senaryo 7.7 büyüklüğündeki bir deprem. Bu da yaklaşık 3 tane Kocaeli depreminin bir anda olması demektir. Според него, ваквиот земјотрес би уништил илјадници згради, оставајќи застрашувачки број на мртви. Поранешниот главен град на Отоманската империја претрпе многу земјотреси низ својата долга историја. Во 1509 година градот бил погоден толку лошо, што османлиските власти инцидентот го пишале како апокалипса. Отогаш формирана единица за брза реакција, изградени се болници отпорни на земјотрес и инсталирани системи за запирање на гасот во градот. Но експертите велат дека главниот проблем е тоа што во Истанбул има десетици илјади слабо изградени згради. Во градежниот бум во последните децении, карактеристичен по недоволната контрола. Земјотресот пред 20 години покажа колку зградите биле изградени со несигурен цемент направен од несоодветен песок ископан од морето. Çok kara bir tablo ortada. Niye derseniz depremin ilk anlarından sonra halkta ve mevcut iktidarlarda bir duyarlılık vardı. Ama geçen zamanda bu duyarlılık vurdum duymazda kaderciliğe terk edildi. Kader dendi, bırakıldı. Иако регулативите станаа построги во изминативе 20 години, пропаѓањето на една стамбена зграда во Истанбул во февруари, при што загинаа 20 луѓе, ги обнови стравувањата за цврстината на зградите. Новиот градоначелник Екрем Имамоглу вели дека ќе го следи планот, вклучително и напорите да се обезбедат повеќе зелени места и паркови кои може да се искористат за собирање на преживеаните. Предвидено е да ги има секоја населба, но повеќето се изгубени под нови паркинзи и трговски центри. Без брзи промени, Истанбул ризикува да биде втурнат во вистински хаос, предупредува Реджеп Салчи, шеф на невладината Асоциација за потрага и спасување. Ama biz hep en kötü senaryo için düşünüyoruz bir arama kurtarma ekibiyle ve bunun için de yüzlerce enkazın olması bekleniyor. Böyle bir senaryo oluştuğu zaman da gerçekten İstanbul'da bir kaos olma ihtimali yüksek. Çünkü İstanbul yaşaması gerekenden daha çok insan yaşadığı için Наведувајќи дека земјотресите не може да се спречат, но затоа човекот може енормно да ги намали неговите последици, тој потсетува на примерите со Јапонија и Чиле, кои се слично ранливи како Турција, но имаат преземено радикални мерки за заштита.